Телевизијата Топ Чанел од главниот град на Албанија Тирана деновиве објави дека по повод одбележувањето на Денот на независноста на Албанија и Денот на албанското знаме е формирана така наречена Унија на албански општини во регионот, во која се вклучени Тетово, Тирана, Приштина, Улцин и Прешево, на што претходела средба помеѓу градоначалникот на Тирана и другите први луѓе на споменатите општини. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски изразува загриженост што празникот на албанскиот народ се искористува да се испраќаат политички провокации кои не одат во прилог на добрососедските односи. Никој не ги спречува општините во регионот на полето на урбанизмот, екологијата, културата и инвестициите да имаат размена на искуства, но прогласувањето и формирањето на некаква унија на албански општини во регионот има сосема друг политички контекст и представува чиста провокација. Ние не сакаме да веруваме дека повторно на перфиден начин се испраќаат пораки дека митот за создавање на голема Албанија не е затворен. Земајќи предвид дека татковината се наоѓа во изборна кампања во која се отвораат многу болни и чувствителни теми за македонскиот народ, Македонската алијанса јавно ја повикува градоначалничката на Тетово Теута Арифи да ја објасни на јавноста што значи формирањето на унијата и со чие овластување таа се согласила или потпишала влез на Тетово во оваа унија. Истовремено очекува дуи да објасни дали овој потек на нејзиниот функционер е во согласност на нивните стратешки и програмски заложби или е приватна екскурзија на градоначалничката. Ако според нив ова не е ништо спорно, тогаш нека одговори дуи зошто Теута Арифи во однос на соживот и меѓуетничката толеранција, например во Тирана, не го отворила прашањето зошто македонците во Албанија во 21 век се уште се маргинализирани и ги немаат основните човекови права и слободи, за основање на македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на македонски јазик на државната албанска телевизија, правична и пропорционална застапеност во државните институции, стипендии за македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување на македонскиот јазик. Уште еднаш ги повикуваме најголемите и најодговорни политички лидери во татковината да освестат и сериозно да размислат за ризиците со кои се соочува нашата Македонија. Сметаме дека ова е директна последица од отворањето или пласирањето на идеи во предизборната кампања за разговори и преговори за надминување на рамките дефинирани во уставот на татковината како последица на Охридскиот рамковен договор. Неодговорно е опозицијата во предизборни цели и додворувајќи се на албанските гласачи да се залага за воведување на двојазичност на целата територија на Македонија, што неминовно води кон отворање на уставот. Изборите ќе поминат, но штетата која на долг рок може да се одрази врз едината на татковината и врз нашите граѓани, уште од сега почнува да се надзира. Македонската алијанса силно верува дека на 11 декември ќе победи унитарноста, стабилноста и сигурната идеја на татковината, во која секој ќе се чувствува гордо, без разлика на етничката, политичката или верската припадност, се вели во реакцијата на председателот на Македонската алијанса, господинот Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски.